Во мощни тешки услови за игра со дожд и лизгав терен, Осогово и Каменица Саса вчера во Кочани одиграа одличен надпревар со 4 гола, многу шанси и акции и до крај резултатска неизвестност. Конечниот резултат 2:2 е најправедниот исход на се што се случуваше на стадионот Никола Манто во Кочани, иако и двете екипи може да жалат за пропуштената шанса да ги освојат трите бода. Во првото полувреме за нијанса беа подобри гостите кои беа побрзи и поконкретни во нападот, како резултат на што остварија водство 2:0. Прво Аксентие во 23-та минута непречен од никого погоди за 1:0, по проигрувањето од Митров за 10 минути подоцна во листата на стрелците да се запише халфот Марковски по една мешаница пред голманот Лазаров. Со 2:0 за гостите се замине на полувреме. Во вториот дел, уште од првиот свиреш на судијата Стојанов, Осоговци тргнаа на се или ништо. Гостите, кај кои играат повеќе ветерани, како да се изморија, парударите практично се повлекоа на својата половина и во целост им ја препуштија иницијативата на фудбалерите на Осогово. Плод на таквата игра беше голот кој го постигна Атанасовски во 52-та минута по една грешка на комплетната одбрана на Каменичани, кој го оставија сам пред голманот Боби Атанасовски. Овој гол како да им даде крилје на кочанските фудбалери, кои уште повеќе го зголемија притисокот, зашто беа наградени со пенал во 71-та минута по игра со рака на еден гостински фудбалер во својот 16-етник. Најстрогата казна рутинирано ја изведе Стојков, кој биеше во десниот долен агол за изравнување 2:2. Големиот фудбалски пресврт можеше да го донесе Тоше Манев, кој во последните минути имаше колосална шанса да погоди за водство и победа на Осогово, меѓутоа од само 2 метра го промаши празниот гол. Еве ги комплетните резултати од петото коло. Брегалница Кожув 3:1, Борец Тиквеш 1:0, победа Валандово Плачковица 0:2, Осогово Каменица Саса 2:2 и во Турново шокантен пораз на лидерот на табелата Белазица од Хоризонт Турново со 2:0.